Го следите петочното издание на регионалните вести. Председателот на СДСМ Зоран Заев денес оствари средби со граѓаните на Тетово. Во изјава за медиумите се осврна и за актуелните политички случувања. Добро е денеска. Јас, неколку членови на извршниот одбор на партијата, централниот одбор на партијата, но пред се општинското раководство на СДСМ во Тетово, заедно со многу граѓани и членови на партијата, но пред се многу неопределени граѓани, во нивна придружба ќе посетиме неколку локации овде во Тетово, но пред се важната тематика е да афирмираме на вистинските проблеми со кои што нашите граѓани секојдневно се соочуваат. Прво, Тетово е еден од поголемите региони, ако не и најголем регион после главниот град во нашата Македонија. Имавме прилика да поминеме покрај спортскиот центар, да видиме како е ставено набењето на времето, нешто што уште од социјализмот е направено, а толку значајно каче овде во центарот на градот, важно за сите генерации, буквално за спорт и за рекреација, кое што само по себе покажува колку е незаинтересираноста на власта за решавање на крупни проблеми кои што тиштат огромен процент на граѓаните. По информации, некаде околу 70% од граѓаните од градот Тетово котираат на овие спортски игралишта, овде и средното училиште, основно училиште и слично спортската сала, за жал, има погони за текстил, како фабрики, наместо да бидат исполнети спортските сали. Ветувањата за градски базен, модерни сали остана од изборите и слично, но тоа е само еден мал дел од проблемите. 21 век, втора декада, Тетово има рестрикции за вода. Тетово, значи не зборуваме за некој населено место во нашата Македонија. На сите избори доаѓаат политичарите и заминуваат, сега 200 метра, утре 300 метра, ќе направиме проблемот обстојува, летниот период е посебно представен пред јавноста, граѓаните го чувствуваат секој ден. Истовремено, за жал, Тетово е најзагаден град во Македонија. Неколку денови беше прогласен и за најзагаден град во Европа. Во јуни месец, 28 дена, колку што знам, М50 честичките беа 100% зголемени и апсолутно тоа ни укажува дека проблемите се неколкократни. Депонијата мора да ја реши Република Македонија. Трајно ја дислоцира од едно на друго место, но пак во близината на центарот, нејзиното палење и трајното нерешавање е огромен проблем. Користењето на тврди средства за огрев исто така голем проблем. Југохром е голем проблем. Тоа се проблеми вистински на граѓаните кои што државата мора да ги решава. Генерално сите овие проблеми, ако ги додадеме овде проблемот со гробиштата, кој што во години и години се решава и никако да се реши, а треба да се направат неколку каскадни решенија над гробиштата, за да може нормално да се прошируваат самите гробишта, ги кажувам издвоени есенцијални проблеми кои што го тиштат секој граѓанин на Тетово без разлика и на неговата етничка, верска, политичка определба или било каква определба. Сите заедно најверојатно чинат не повеќе од 2 споменици од центарот на Скопје. Овие прашања мора да се решаваат подитно и тоа се вистински прашања за кои што државата треба да даде решение. Едно од решенијата е директно државата да интервенира во филтер на Југохром, а Југохром да си го плати со делот на неговото работење, за брзо решение да се јави. Не може вака да го одложуваат. Да, точно е, наши граѓани работат, зимат плата, но истите тие граѓани прво патат од ова што се случува, после и останатите граѓани. Мора да се решават. Интервенциите се символични за проширување на гробиштата. Јас сум и градоначалник, го видов спортскиот наменет простор за оваа работа. Ситни пари се за општина, не за државата. Иако е надлежноста и на државата во дел од спортските терени, дел е на општината. Но верувајте, на општините понекогаш им треба помош од државата, дел можат и сами да решат. Огромни политички поени се собират во едно спортско игралиште ако се стават во функција. Така да проблемите се решливи. Вода во 21 век, втора декада, катастрофа. Мора подхитно да се решава. Зборувам за актуелни проблеми заради тоа што еве после час и неколку минути овде поминати веќе се истакнати сите проблеми. Продолжуваме по пазарот, по чаршијата, ќе се видиме во одреден дел на градот Тетово, па одиме во општина Боговиње. Проблемите секојдневни се овде присутни. Последните проблеми кои што однесува за жал и човечки живот, ако бидеме честни и зборуваме отворено, ние дадовме целосна поддршка на владата, општината и сите органи во решавањето на проблемите. Да нема дилеми околу тој дел. Но ако не прозборуваме дека каналите се запустени со диви депонии, сечата на Шар планина што се случува и предизвикува еродирање на земјиштето, ние нема
да се спасиме и од идно повтарање на ваков вид проблеми кои што за жал и чинат човечки живот. Со вакви проблеми секојдневно се справуваат граѓаните и тие мора да бидат решавани од политичарите, од власта која добила честа да решава проблеми на граѓаните. Дозволете во еден дел да искористам приликата токму овде од Тетово да дадам информации за она што е најактуелно во делот на преговорите. Знаете дека се собират последните денови околу исчекувањето да се донесе одлука за законот за специјален обвинител, а со тоа и за специјалниот обвинител. Концептуални се разликите на преговорачките тимови на политичките партии, но се надевам дека ќе бидат надминати најдоцна до самиот почеток на идната седмица. 7, 9, јас би бил среќен да биде тоа 7 со законско решение, преку измени и дополнување на законот, каде што ќе се избере специјален обвинител во ново формирана обвинителска структура со неколку заменици, обвинители стручни служби, со целосна автономија и независност на обвинителот, со можност да избира истражен центар со инспекторите кои што ќе ги бира, со стручни соработници, достоинствена плата, обезбедување на него и на неговото семејство, се што ќе гарантира целосна автономија за да тргнат процесите. Убедувањата беа вадени на маса доста денови, поприлично се расчистија правните недопрецизираности или разноликости помеѓу политичките партии. Денеска, утре, недела се убави денови да објавиме дека законското решение е договорена работа. Ако во понеделник се стави на дневен ред во парламентот, веќе сме на добар исчекор, заради тоа што името на специјалниот обвинител никој не може да го бара, ниту да мотивира квалитетни кадри без измените и дополнување на законот за јавното обвинителство, каде што секој чесен човек, подготвен за ваква сериозна работа, би го разгледал прво законското решение, а после би аплицирал за специјален јавен обвинител. Ова е презначајно прашање. Го знаете ставот на СДСМ во делот на новите незаконски одлуки на судот. Ние се надеваме дека ќе носат мудри одлуки по високите судски инстанци. Секако ги следиме процесите и со жалбените постапки во делот на јавното обвинителство. Ставот го кажа независните експерти, сите представници на правосудните органи кои што се независни, а тоа е реткост денеска во државата, но го кажа не може без да биде издадено решение за отпочната истрага, да има странка во постапка која што застапува адвокат Додовски да поднесе барање за одземање или изземање на доказите од процесот за кој што се уште не се води истрага во предистражна постапка. Така да ова, како и да се одлучува од страна на повисоките инстанции, воопшто не влијае на идните позиционирање на специјалниот јавен обвинител и обвинителството околу него. Специјалниот јавен обвинител е многу значаен за сите нас граѓаните од Македонија, заради тоа што преку него ќе се испратат првите пораки на подготвеност на Република Македонија за реформи кон независно правосудство. Тоа е и судството, и јавното обвинителство. Ако ги направиме вистинските чекори, тогаш има надеж за независно правосудство во Македонија. А ако не, апсолутно Македонија останува зачмаена, а опозицијата е подготвена на секој можен начин да ги преземе своите чекори. Знаете дека ако не се избере специјален јавен обвинител, Заев кој што ги поседува доказите, заедно со опозицијата, ако нема кому на независен истражен орган да ги предаде тие материјали, наша должност по закон за антикорупција или по другите позитивни прописи е да ги споделиме со јавноста. Остануваме да го почитуваме договорот, ако има специјален обвинител, ќе ги предадеме материјалите. Ако не, јавно ќе продолжиме да ги обелоденуваме. Јас сум оптимист заради тоа што тешкотијата на преговорите, колку и да изгледа заоблачена, нејасна, вклучен како прв човек од опозицијата, јасно ми е дека се работи за формулации кои што се јасно правно толкувачки. Значи, тоа не е некоја имагинарна работа која што тешко се договара. Се знае целосна автономија како се гарантира. Мора да се гарантира. Се знае по структура што значи обвинителство. Мора да има заменици заради тоа што тие мора да работат веднаш на предметите. Заев објави дека има повеќе од 600.000 разговори. Еден човек, таа работа не може да ја заврши. Се работи за работи кои што не треба да бидете правник за да ги сватите и секако ако има волја од сите партиципенти, ние сме само една од 4 страни. Ако има волја, многу брзо тоа прашање може да се затвори. Пред саат време обвинителството
навратил за 21 случаи, значи после неприфаќање на судот. Дали сте запознаени со ова? Јас ќе споделам тоа што јас го чувствувам на внимателен начин, да не бидам грешка разбран. Јас не знам точно колку жалби има, но знам дека има жалби. Симнувам капа, реков, на секој што ќе се одважи во борбата на почитување на устав и закон во Република Македонија. Ретко се, и верувајте, чекори историски прави секој оној одговорен, јавно позициониран функционер, без разлика дали е во извршна, правосудска или не знам во било која од различните власти или законодавно. Ако направи чекор во полза, потенцирам, на уставот и законите на Република Македонија. Очекуваме уставни и законски одлуки од повисоките судски инстанции. Тоа е исто така многу драгоцен и значаен сигнал дали сме подготвени да го враќаме во нормала судството кон тенденцијата на независно судство, со дигнати раце, на страна тргнати како канџи на политичари надвор, да секој во Македонија знае ако е правичен, дека има шанси да добие правда. Работата на јавниот обвинител ќе зависи од законот за јавниот обвинител. Кои се тие концептуални разлики кои што ги споменавте? Концептуалните разлики се во суштината на ќе биде специјален јавен обвинител или ќе биде специјално јавно обвинителство. Во Република Македонија постои јавен обвинител на Република Македонија. Постои виш јавен обвинител, постои обвинител за организиран криминал, постои обвинител во јавните обвинителства. Но во суштина се повеќе од 300 јавни обвинители. Значи, кога се дефинира виш јавен обвинител, тоа значи дека се повеќе од 40 виши јавни обвинители. Јавен обвинител значи служба. Таа служба мора да има заменици, така да специјалниот обвинител ќе носи одлуката, покренува обвинителен акт или отфрла кривична пријава. Но тој мора да работи со некој, има 28 предмети, само пуч и против врвот на власт. 27 плюс 1. Треба заменици кои што ќе го работат овој предмет, ќе реферираат пред специјалниот обвинител и ќе се носат одлуките согласно устав и закон. Тоа е нашиот став. ВМРО ДПМН вели треба да е еден човек. Еден човек со овие материјали што досега се доставени и оние што заев треба доправа да ги достави. Нека цени јавноста и сперската јавност дали еден човек тоа може да го заврши. Нечесно е поставувањето да убедуваме јавноста дека еден човек може да ги заврши овие предмети. Затоа ние бараме јавно обвинителство со еден специјален јавен обвинител, заменици јавни обвинители, стручни соработници, како што впрочем постои во обвинителството во Тетово. Има јавен обвинител, има заменици јавни обвинители, стручни служби и технички стручни служби како записничари и слично. Тоа е. Што ќе се случи со болните за Мостра? Знаете дека и дел од владеачката структура, нашиот став како опозиција е јасен, преку јавниот обвинител ќе бидат предадени сите материјали, транспарентно објавени во функција на донесување на правична судска одлука и тука вистината ќе биде споделена секако со граѓаните. Анкетната комисија е многу значајна во парламентот, таа ќе отвори значајни предмети. Секој од политичките партии и партиципенти има можност да номинира теми. Како и да гледате, Монструм ќе биде една од темата номинирана на овие инкюри комисии или анкетни комисии кои што ќе се формираат, така да вистината ќе излезе за Монструм, а се надевам ќе се иселектират и многу значајни информации кои што граѓаните ги чекат како вистина која што била во доменот на нивното очекување. Ви благодарам на сите. Ќе падне власта, друже. 24 април власта ќе завине. Пеколните горештини ги вжештија телефоните на брзата помош во Тетово и на почетокот на месец септември. Пациентите со гастроинтестинални и кардиоваскуларни болести најмногу бараат амбулантска помош, додека јавувањата до оваа служба најмногу се од пациенти што имаат проблеми со срцето и хроничните болни. Неделата ќе ја донесе пресвртницата во метеоролошките услови. Високите температури некарактеристични за почетокот на септември го зголемија бројот на амбулантски прегледи и повици во брза помош. Хронично болни пациенти со висок крвен притисок, постари лица, сите бараат помош од дежурните во службата. Во функција се 4 возила на брзата помош. Амбулантски прегледи во тек на 12 часа е околу просечно 120, додека број на повици е околу 15 пациенти. Голем број на пациенти амбулантски што се јавуваат поради гастроинтестинални, кардиоваскуларни проблеми, значи со повраќање, со висок притисок, со главоболки. Има пациенти кои што имаат проблеми со
со локомоторниот систем, како што се хронични болести, има пациенти кои што се и терминални, каде што се интервенира, значи давање на терапија против болки. Исто така има и пациенти што се од инфективен карактер, значи со покачена температура, крвоболки и така натаму. Пациенти со проливи што има, со повраќање, додека повиците се пациенти кои што имаат тегови, значи како кардиолошки, со срце проблеми, пациенти што се хронично болесници со од дишните патишта, како што се астматични напади. Друг вид на повици од терен се пациенти со напад, епилептични напади, сообраќајци и така натаму. Доктор Нуредини подсетува на препораките за време на високите температури. Граѓаните да не излегуваат од домовите од 10 до 16 часот ако немаат потреба да пијат многу течности, а хроничните болни редовно да ги земаат лековите. Значи нормално ако немаме некоја обојска да не се излегува на сончеви зраци директно, да се носи облека, значи светла. Пациенти, значи кои што имаат некои хронични болести да консумират на време терапија, по потреба да не излегуваат надвор, да се внимава со исхрана е најбитно, значи полесна исхрана, да нема многу калорија и повеќе консумирање на течности. Топлото време ќе продолжи и утре, кога максималната температура ќе има вредности околу 37 степени Целзиусови. Неделата пак ќе ја донесе пресвртницата во метеоролошките услови. Во вториот ден од викендот се очекува нов продор на постуден воздух од север, кој со себе ќе донесе и краткотраен бран на врнежи кои ќе бидат претежно локални и релативно краткотрајни. За сега овие врнежи ги очекуваме повеќе во северната половина од земјата. По недела следува период кој ќе биде умерено топол, но не и жежок. Оружје и муниција вчера пронашла полицијата кај 51 годишен жител на Одри. Во домовите пак на други двајца жители открила неколку растенија, најверојатно канабис сатива. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера предпладне извршиле претрес во домот и помошните простории на 51 годишен жител на тетовското село Одри. Како што соопшти СВР Тетово во претресот реализиран со соодветна судска наредба, пронајдени се пушко митралез ДЕ 806 калибар 7,62 мм, ловечки карабин Стејер исто така калибар 7,62 мм за кој поседувал дозвола, 406 куршуми калибар 7,62 мм ставени во реденик, најлонско ќесе и метална кутија како и 150 куршуми калибар 12,7 мм, кои се наоѓале во две затворени метални кутии. Сето пронајдено во претресот е фото и видео документирано, потоа со потврда е одземено за вештачење. 51 годишниот жител на Одри неколку часа подоцна лишен е од слобода и во консултација и координација со јавен обвинител, задржан е во СВР Тетова. Се расветлуваат сите поединости и во текот на денешниот ден тој со соодветен поднесок ќе биде изведен пред судија во претходна постапка на Основниот суд Тетово. Во домовите пак на други двајца жители полицијата вчера открила неколку растенија, најверојатно канабис сатива. Како што соопшти СВР Тетово вчера предпладне исто така извршени се претреси во домовите и помошните простории на уште две лица во Одри. При тоа во домот на 42 годишен жител пронајдени се две непознати растенија високи околу 2 метри, најверојатно канабис сатива, 4 патрони од ловечко оружје калибар 16 мм и еден гасен пиштол. Во домот на 37 годишен жител пак пронајдено е непознато растение високо 2,5 метри, искршена гранка од истото. Пронајденото е документирано и со потврда одземено, додека двајцата се лишени од слобода. Потоа се пуштени и ќе се соочат со поднесоци. Возењето под дејство на алкохол било причина за последните две сообраќајни несреќи регистрирани на гостиварското подрачје. Статистиката на полицијата покажува дека во текот на минатиот месец на улиците и патиштата во Гостивар и Гостиварско се случиле вкупно 48 несреќи. Жртви немало, а биле повредени 20 на лица. Дека седнувањето зад волан во алкохолизирана состојба е опасно, потврдуваат последните две сообраќајки регистрирани на гостиварското подрачје. И во двата случаја алкохолот бил причина за несреќите.
Според информациите од СВР Тетово, ноќеска 2,5 часа по полнок на улицата Браќа Гиновски во Гостивар, автомобил Ford Escort со гостиварски таблици удрил во пешак. Повредениот 61 годишен пешак бил пренесен во болница и по укажаната помош пуштен дома. Првичните сознанија покажуваат дека возачот 41 годишен гостиварец возел брзо и бил под дејство на алкохол. На улицата Илинденска пак се судриле мотоцикл и автомобил. Во несреќата бил повреден мотоциклистот, кому му била пружена медицинска помош во гостиварската болница. И во овој случај утврдено е дека имало возење во алкохолизирана состојба. Мотоциклот поради немање никакви документи бил одземен. Полицијата излезе со месечната статистика за сообраќајните несреќи. Во текот на август на гостиварското подрачје регистрирани се вкупно 48 несреќи. Жртви немало, а биле повредени 20 на лица. Во 30 несреќи била причинета само материјална штета. Најчести причини биле неправилно вршење дејствие и брзо возење. Како најризични места повторно се наведени градските улици, потоа магистралата Гостивар-Кичево и автопатот Гостивар-Тетово. Изминатиот месец сообраќајците извршиле 1500 контроли на возила во кои биле откриени поголем број пропусти и недостатоци. Од сообраќај биле исклучени 35 возила поради истечена регистрација, а времено биле одземени 45 возачки дозволи. Полицијата изготвила 48 барања за покренување прекршочна постапка, како и 18 кривични пријави. Јавното обвинителство во рамките на предвидениот рок ги доставило жалбите откако Основниот суд Скопје 1 донесе решение да ги отфрли прислушуваните материјали како доказ со кривичните пријави што ги поднесе СДСМ. Како што соопшти од судот, од страна на Основното јавно обвинителство обжалени се вкупно 21 судско решение за издвојување докази од списите на предметите на јавното обвинителство. Пријавите што ги поднесе СДСМ до Основното јавно обвинителство се против Никола Груевски, Гордана Јанкуловска, Милејана Киевски, Кирил Божиновски, Сашо Мијалков, Ирена Мишева, Мартин Протуѓер, Тони Трајковски и Коце Трајановски. Судот вчера излези со објаснување на причините поради кои преслушуваните материјали се отфрлени како докази во пријавите. Од судот објаснија дека тие се отфрлени зашто се спроведени без претходна наредба за примена на посебни истражни мерки. Наводите кои произлегува од преслушуваните разговори се обемни и многу сериозни. За нив е потребна целосна, независна и транспарентна истрага, порача денеска британската амбасада во Скопје по одлуката на судот да ги изземе преслушуваните разговори како докази. Амбасадорот Гарет не би можел да коментира детали од судска одлука, но истрага мора да има, а за неја ќе биде надлежен специјалниот обвинител договорен од сите страни подписнички на договорот од Пржино. Тој треба да биде назначен до 15 септември и рокот мора да се почитува за да може овој битен процес да продолжи, се вели во ставот на британската амбасада во Скопје. 3 лица се повредени во сообраќајната несреќа што утрово се случи на автопатот Петровец Скопје пред клучката кај Хиподром. Несреќата се случила во 9 часот и 15 минути, а во неја учествувале 3 возила: Land Rover со тетовски регистарски ознаки, товарно моторно возило Citroen со штипски таблички и джип Grand Cherokee со скопски регистарски ознаки. Возилата од ударот се превртеле на коловозот. Повредени во несреќата се пренесени во ургентниот центар во Скопје за укажување лекарска помош. Полицијата го истражува случајот. Бегалците на железничката станица во Бичке, западно од Будимпешта, пружаат пасивен отпор и одбиваат да бидат транспортирани во прифатен центар, изјави денеска полицискиот представник. Во Унгарија досега се регистрирани 162.980 илегални влегувања, од кои 162.075 на унгарско-српската граница. Изјави Балаш, додавајќи дека полицијата во изминатите 24 часа уапсила 3.000 илегални бегалци и 11 шверцери на луѓе. Бегалците утринава по мирната ноќ одржаа протест на железничката станица Бичке, каде вчера беше запрен воз од Будимпешта за Германија. Во текот на ноќта полицијата убеди 39 бегалци да влезат во автобуси да бидат пренесени во бегалски камп. 100 бегалци кои со денови се наоѓаат на железничката станица Келети во Будимпешта
нешта почнаа да ги собираат своите работи и најавија дека ќе одат пеш до Виена. Двете сириски деца и нивната мајка, кои се удавија додека се обидуваа да стигнат до Грција, денеска се погребани во сирискиот курдски град Кобане. 3-годишниот Айлан и неговиот брат беа меѓу 12-те сириски бегалци кои загинаа неделава во обид да стигнат од Турција до грчкиот остров Кос. Снимките на 3-годишниот Айлан го обиколија светот. Таткото на децата Абдулах Курди присуствуваше на погребот во Кобане. Тој изрази надеж дека загинувањето на неговото семејство ќе ги поттикне арапските држави да им помогнат на сириските бегалци. Британскиот премиер Дейвид Камерон се очекува да објави план за зголемување на бројот на бегалците од Блискиот Исток, на кои ќе им се дозволи престој во Велика Британија, соопштено е во Лондон. За сега не е познато за колкав број на бегалци ќе стане збор, но Камерон синоќ рече дека Британија ќе преземе неколку илјади луѓе. Дополнителниот број бегалци се очекува да бидат префрлени на британската територија од бегалските кампови на Обединетите нации покрај турско-сириската граница, а не од оние кои веќе се наоѓаат на европскиот континент. Камерон и Даунинг Стрит 10 од вчера се наоѓаат под силен притисок на домашните медиуми, британската и европската политичка јавност, откако владата во Лондон и незиниот премиер ги одбија барањата на Германија и Австрија за прием на повеќе сириски бегалци. Рускиот председател Владимир Путин денеска изјави дека е многу рано да се зборува за војна интервенција на Русија во Сирија во борбата против организацијата Исламска држава. На прашањето за евентуално вклучување на Русија во војна против Исламската држава, рускиот председател одговори дека се разгледуваат разни варијанти, но дека тоа не е во програмата. Рускиот председател не даде повеќе детали за нивото и условите во кои се прави воена обука, ниту пак дали во Сирија има руски воени инструктори. Путин нагласи дека американските воздушни напади врз позиции на радикалната исламистичка група не се особено ефикасни. Денес имавме сончево и топло време со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Утринската температура се движеше од 10 до 19 степени, а дневната од 31 до 38 степени. За утре метеоролозите прогнозираат сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Утринската температура ќе се движи од 11 до 18, а дневната од 32 до 38 степени. Дојдовме и до крајот на денешните регионални вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.